Земјоделците сакаат да експериментираат со нови сорти на семиња. Ова го потврдуваат од земјоделските аптеки, каде се повеќе за сеидба се бара хибридна сорта на пченка, увезена од странство, а покрај српската се повеќе се бара и новата сорта, увезена од Америка, која дава поголеми приноси. Хибриди претежно од Србија, од српските институти, меѓутоа во последно време земат и некои други институти, односно увозни. Од, би рекол, и овие се увозни, но увозни од има некои амерички пченки, кои што прилично се барани во последно време, затоа што производителите веќе ја согледуваат разликата во однос на овие други. Се зависи од периодот на сеидба на пченката. Има со покуса и подолга вегетација, но за остварување на повисоки приноси, важно е дали пченката се наводнува или не. Советот на агрономите за препорачаната количина е повеќе семенски материјал на површини под вода, помалку да се посее пченка онаму каде не се наводнува. Онаму каде што се наводнува, значи може да биде погусто сејана пченката, додека онаму каде што ќе нема доволно наводнување или влага, ќе бидат поретко сејана ќе биде пченката, зрната ќе бидат на големо растојание, затоа што нема да си прават конкуренција на влагата и да има доволно количина на влага за посевот. Македонија увезува пченка најмногу од Србија. Да одгледуваме повеќе пченка. Пред неколку години стартуваше пилот проект во земјава со цел да се зголемат површините под пченка и потребите од сточна храна да се задоволат од домашното производство. Производителите на пченка во пелагонискиот и полошкиот регион на опитните полиња со поставен капковен систем на наводнување ги зголемија приносите за 50 до 100%.